Знаете ли зошто ние славиме Божик? Јас знам дека Бог сакал да ни даде голем дар и ни го испратил Исус, како би не научил да љубиме, онака како што тоа се прави во рајот. Јас сум слушнала само за Дедо Мраз, но никој ми ја нема раскажано вистинската приказна за Божик и раѓањето Христово. Да, луѓето го заборавиле тоа, па можеме да ги потсетиме. Баш како што веќе прават многу деца низ светот. Но вистина, кои се тие? Тоа се момчиња и девојчиња, кои го сакаат секој човек, исто како и Исус, и сакаат да им покажат на сите дека најголемиот дар е Исус. Пред многу години, пред Божик, шетајќи по улиците на Цирих, Швајцарија, Кјара Љубик ги забележа осветлените излози со играчки, Божик Ниелки, Дедо Мраз. И се запрашала, а каде е Исус? Исус го немаше. Овој богат свет го задржи Божик, но го протера Исус. Што значи тоа го протера? Тоа значи дека Исус нема каде да биде, исто како и кога се родил, и тогаш не нашле место за него. Кјара ни рече, па барем ние можеме да го славиме. И затоа сакаме во целиот свет да ги повикаме луѓето да го направат истото. А како ќе го направиме тоа? Дојдовме до една идеја, да направиме фигури од гипс, од малиот Исус, и да ги делиме на луѓето кои можеби не знаат или заборавиле дека на Божик го славиме Исус и дека тој е поважен од купувањето. Сакаме да ве потсетиме дека Божик е славење на Исус. Им велиме на луѓето, сакаш ли да го земеш во твојата куќа? Некои велат дека не сакаат, некои ниту застанаа, но некои застанаа и тогаш ние им дадовме фигура од малиот Исус која ја направивме. Излегуваме на главниот пазар, во нашето место. Одиме во трговскиот центар. Ги даваме нашите фигури на граѓаните или во старечките домови. Привлекуваме внимание на нашите штандови со песна, а организираме и Божикна прослава за децата. Придонесот ќе го дадеме за децата кои останале во местата каде има војна, како и за децата бегалци. Го сакате ли малиот Исус? Ова го напишала Кјара Љубик. Го протераа Исус. Може и бесплатно. Тоа е бранот на среќа среде Божик. Го враќа вистинскиот славеник Исус. I pastori non parlano, stanno solo a guardare. È tutto così bello in questa notte di Natale. Entrano i pastori, i bimbi e le pecorelle. Piano piano nella stalla, senza far rumore. Andiamo, andiamo per le strade di Betlemme. Venite, venite, avvicinatevi qui. Maria e Giuseppe, i pastori tutti sanno che questo bimbo è proprio il figlio di Dio.